сум во фаза кај што се обучувам како актер, се профилирам, ги учам вештините и за мене е многу битно да не си викам не, ова не го прави пошто е ова срамота или пошто ова е грдо или не знам што. Заради тоа што не знам каде ќе си направам кочница. Можеби со тоа размислување јас комплетно си го кочам процесот што го правам. Да. И заради тоа не сакам ниту на камера, ниту на сцена да бидам било како ограничена. Затоа што, знаеш како актерот треба да ја преживее улогата, треба ние да пренесеме нечиво искуство и да дадеме дел од себе. И кој сум јас, кој е моето право како еден медиум меѓу карактерот, приказната и тој што го гледа, да си зимам за право на некого да му кажам се ова ти што си како карактер, ова срамота е. Да. Која сум ја тоа да го правам? Реално со тоа што одбиваш улогата. Утре ден да ме игра мене некој. Да станам ја кузна кој, да рече некој сега ќе игра Марија Лазарова, идам на аудиција. Дали има право, дали е етички, дали е фер, дали е човечки да ме осуди, а да треба да ја пренесе мојата приказна. Ако тоа е оправдано со приказната, со дејството, со стилот на режисерот, целокупната ситуација што сакаме да ја пренесеме нормално. Голотијата, сексот. Како ја доживуваш ти? Е дел од животот, не може ние да го да го покираш и да го маскираш на некој начин. Светот го прави табу, јас не смеам да бидам дел од таа клапа. Да. А далеку од тоа дека е комотно чувството. Мислам да не се разбереме погрешно, нема ништо комотно у тоа да си вака у соба една со милион камери, тука имаш режисер, тука е DOP стои, таму има асистент, тука е тонецот, ти го мести микрофонот и си гол. Мислам, не ми се има случајно. Ама доволно можеш да го замислиш нештото, да. Сигурно дека не е пријатно, меѓутоа тоа е дел од работата и ќе си направам антиуслуга на себе ако од старт си кажам како ја не. Ја да, пошто можеби јас не ако не е оправдано, ако гледам дека некој од екипата се однесува несоодветно со мене, ако не му верувам на партнерот, ако не се чувствувам, ако некој не е избањат до мене, например. Да. Нели? Тоа е многу оправдани причини да не го правам тоа. Сексот е во функција на една целосна приказна, сексот е некоја слика што се пренесува од реалноста. Порнографијата со само нешто друго. Во порнографија нема многу реалност. Порнографијата според мене, колку што знам, кој што сум гледала, истражувала и размислувала на оваа тема, е нешто што е тука, мислам дека историски така и се појавува како дел од филммейкинг генерално, како нешто што е тука да ги исполни фантазиите на луѓето. Се што ние ова е посебна дебата имало за ова колку ствари луѓето кои што се зависни не го доживуваат односот на начин на кој што треба да го доживуваат, зашто ти мислиш дека е тоа баш како што го гледаш на филмот, дека тоа мислам дека е повеќе кај нас заради генералната неписменост и низок просек на интелигенција. А инаку има еден добар, мислам дека на Netflix е тој документарец конкретно со порно актери и актерки интервјуа и нивните сведоштва. И тука баш се зборува за тоа како порно индустријата сама по себе си била многу регулирана, меѓутоа кога настапува интернетот и сите тие фри видеа, тука веќе се губат оние правила и права на заштита на податоци и се тука више, например, ако рецимо веќе ја земам за пример Саша Греј од времето, ако некој ме гледа и ја памти, тоа е една многу позната порно актерка, многу успешна, добра порно актерка. Мислам дека сега веќе со нешто друго се бави, мислам дека сегда можеш да ја најдеш. Има милион порно страници, ќе укуцаш Саша Греј, достапна е. А ако размислуваме конкретно на темата од професионален аспект, не би требало да биде достапна. Таа си е професионалец, таа оди и конкретно снима. Не е исто Саша Греј што оди и работи и некој што само дома си снимил видео, го шернал и тоа оди. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, вие гледате подкаст за се. Денеска со нас во студиото е Марија Лазарова, мејкап артист и иден дипломиран актер. Здраво. Здраво, Михаела. Како си? Супер, многу се радувам што сум тука со тебе. И мене ми е мило што си овде. Што те натера после еден завршен факултет да се запишеш на втор факултет и да одбереш баш актерство?
Па јас од секогаш сакав да го правам тоа. И првиот факултет го завршив, како што веќе имам зборено, и со тебе приватно, нели си помуабетивме. Го завршив како обврска, некоја што треба да ја направам у тие години, кај што нели завршуваш средно, треба се одма да се префрлиш на нешто, да, за да не останеш неписмен, така ми викаат дома моите, брзо запиши нешто да не останеш неписмена. Демек да ја задржиш таа навика за учење и за работа, демек за обврска, дисциплината. И така беше идејата да запишам јазик, заради тоа што не влегов на драмски таа година. И нели као јазикот е нешто што ти отвара пат кон уметноста, пак е тука негде, можеш да се изразиш. И така одлучив да се запишам на јазик, го завршив, поминаа години, сватив дека не сум завршила ништо не сум направила за себе како што сакам. И решив дека сега е моментот. И ја имав среќата да примаат на мои стари 27 години луѓе на драмски факултет во Тетово, значи Државниот универзитет во Тетово има драмски факултет, оцек актерство, и таму се запишав. Добро е да се спомнува, пошто ја преку тебе го дознав овој момент, не знаев дека го има. Какво чувство ти се буди кога си на сцена? Мислам дека ретко кој може да го опише тој момент, ама не знам, со некој збор, тешка емоција е, ама како би го опишала моментот кога си на сцена? Па мислам дека сум јас таму, као своја сум. Мислам нормално, нели, целта е да играш, да пренесеш некој лик, да преживееш некоја туѓа состојба, но на некој начин и себе се, дел од себе. Се спојуваш со друг човек, некој друг карактер, ама лично за моето лично уживање и доживување, тоа сум јас, таму сум јас. Да, како да чувствувам некоја слобода и не знам, сите проблеми завршуваат од надвор и тогаш си ти и можеш да добро е што на некој начин си развиваш и емпатија, пошто влагаш у туѓи чевли, да речам, и размислуваш и за туѓи животи како има, пошто тоа што се игра во било која представа е уствари само, не знам, гледаш некои луѓе надвор дека го прават тоа и само си ставаш као сложувалка една, го градиш ликот така што крадеш од реалниот живот. Кога гледаш некој друго е доживувањето кога сам поминуваш низ тоа. И сега јас и како карактер сум многу дружелюбива, многу се поврзувам со луѓе генерално. Сите врски што сум ги имала, без разлика дали се работи за љубовна, пријателска, професионална, како сакаш, јас се врзувам за личност. Јас сум таков човек. И мислев дека ги разбирам луѓето, мислев дека сум јас таа Марија која што има разбирање за сите, се додека не почнав да се занимавам со професијава, да ја студирам професијава, нели, актерството, да ги учам вештините и сватив дека ништо не знам и поскромна сум од тогаш и многу убаво чувство ми е тоа. Дека тек сега јас го запознавам светот уствари. Јас сум во таков период кога сватив колку многу не знам, иако толку многу работа имаме пројдено позади нас. Секако. Да, мислам дека тоа е клучниот момент кога и секој ден гледаш нови работи и си викаш па ја уствари ништо не знам и може толку многу да се учи. Што научи до сега, барем на факултетот, како ви е пристапот таму и што пробудија кај тебе професорите таму, пошто имаме разговарано дека актерот всушност било каков потенцијал и да има, доколку режисерот не се погоди, едноставно може талентот да ти биде сузбиен и да изгубиш и само доверба и да мислиш дека не си талентиран. Како не, јас сум сега 3-та година на факултет и веќе сме во некој многу понапреден процес, да кажам. Задачите што ги имаме се далеку попредизвикувачки. Јас дури си викам сега е тестот дали ќе останам таму кај што сум се ветила или ќе се откажам, мислам дека ќе биде првото. Што направија од мене, например, јас кога се навраќам на ситуацијата пред да се запишам, како да сум била друга личност. И благодарение на мојот професор конкретно, ова стварно е таков пример, мојот професор Сулеман Рушити, тој е мојот професор на класа практично, тој ни држи актерство. Јас сум далеко поотворена на сцена. Тој направи и на самата аудиција, односно приемен испит кога бев, неговиот однос према мене, према општо ситуацијата и према професијата беше таков што воопшто не чувствував дека некој за било што мене ќе ме осуди. Не беше битно дали звучам добро со мојот глас, дали изгледам добро
со мојата става на сцена, дали се однесувам добро, не беше важно ништо, беше важно само тоа што го имам внатре, што сум дошла да го кажам. И тоа беше прифатено такво какво што е. И сега можеби тоа звучи како да некој мене ме наградил со некое разбирање незаслужено од сам старт, меѓутоа таквиот потек е многу. Ама тоа треба секој педагог да го прави, пошто секој професор треба да е да е педагог. Се слагам, заради тоа што треба да се чувствуваш среќен и да се чувствуваш како да си дома, таму каде што одиш да го посветуваш целото свое време. Поготово на таков факултет, зашто ти стварно проаѓаш толку многу време. Ве знам овде пријатели на драмски, значи имаш проба од сабајле до вечер што се вика. Ние не сме толку обврзани. У суштина професорите имаат разбирање, конкретно и ние колегите сме повозрасни, сите работиме. Колегата сега има дете, веќе има некоја друга улога во животот, така да имаат разбирање, ние се организираме во однос на тоа. Ама многу е важно што атмосферата што е создадена нас ни дозволува да сме своји. И покрај, например, разликите, јас сум единствена македонка на факултет. Таму официјален јазик е албанскиот, значи македонскиот е втор и англискиот е трет, мислам дека така одеше по редослед, ама не е битно. Значи ние ги имаме и тие разлики, да речем и културни на некој начин сепак. Ама и покрај тоа ние функционираме и јас од прв ден се чувствувам слободна да бидам тоа што сум, се чувствувам прифатена и цената така како што сум. Дури до таму што професорот направи да се ослободам да пеам. Мислам дека види во секој што се осудил да стигне до приемниот испит, сигурно лежи некаков талент. Професорот е тој што треба да види зашто, дали е тој карактерен актер, дали одговара за еден тип на улоги. За кој стил е. Многу глумци има почнале, например, Барни од How I Met Your Mother, он е Барни у секој нареден филм. Пошто тоа е тоа. И таква е индустријата. Да, и дали лик и после тоа го Да, дали е некој карактер или дали го бива за повеќе работи, ама тоа пред се треба да е добар човек и добар педагог. Ја искрено не се запишав на драмски и заради не е касно. Да, ме инспирираш многу за тоа. Уште се го мислам, ама не знам, некако не знам дали би сакала у Скопје да го почнам. Се знам искуства на мои блиски, не знам дали би го издржала притисокот, зашто сум реално како што доаѓа времето, ти треба да станеш помалку емотивен, јас сум се поише емотивна. Мора да си повеќе емотивен. Јас исто мислев како тебе на твои години. Затоа сакам мала дигресија да направам на почетокот, сакав да кажам дека сум среќна што сум тука. Можеби тоа не ти го кажав приватно, не знам, го чував за тука да го направам подраматично. Дека јас сум фасцинирана од тебе. И кога те запознав, се деси тој момент што ти реков преска дека ништо не знам уствари. Као другачие те доживеав од прва, затоа што прво не знаев, у проектот сме заедно, у која функција си, што човек си, каква си, затоа што в хаос се дешава, секакви луѓе се запознаваш, сите ние имаме доза на осуда од прва. Да, мора. Као девојкава дали ме гледа мене као да и се свиѓам или ме гледа као да не ќе да сум тука. Нели? Тргнувајќи од тој момент. Јас кога те запознав и кога видов што правиш и со подкастот и како размислуваш и како се однесуваш и како не освои сите од одма и Бојан режисерот те збореше онака, седиме се смееме за ситуациите и сум као види какви луѓе има и кога ме викна на подкаст си реков чекај малце, дали е моментално е почнува со кабарето, не знам кај се наоѓам у хаосом, ама викам не смеам да го испуштам ситуацијава ради Михаела. Па не, у секој случај би те викнала и на страна од тоа, ама ја го имав истиот момент, валјда тоа е момент на кој ќе се судрат две убави жени и сега се гледаш, не знаеш дали те сака, ама сите имаа некој гард на почеток. Нормално е тоа. Да, ама ти кажав, ти имаш посебна аура од сите тие што се таму, ти имаш, не знам дали од специфичниот изглед или бојата на косата или се. Не знам да реагирам сега. Па ја не очекувам. Ова беше спонтано. Фала. Да, ја не знам да реагирам на комплименти, ама многу ми е драго, јас се чувствувам како да сум дома кога сум таму. На 16 години си напишала, си изрежирала представа за кабаре, сега играш. Да, сега играш у кабаре. Да. Какво ти е чувството, изгледа како да си го достигнала на некој начин сонот, како да си се остварила како личност?
Да, јас така кога не го мислев така кога се пријавив на аудиција сега за кабарето, ама пошто многу брзо се случи се, јас бев на еден воркшоп, не бев тука, се јавив, прашав што треба, спреми песна, точка и дојди. Океј, имав 3 дена да го направам тоа, а не сум пејач. Значи јас не можам да кажам дека знам да пеам, јас имам слух, имам некој ритам, имам талент, Не звучи лошо, тоа не. треба да се работи. И до сега не сум имала можност да работам такво нешто и се спремив и отидов, бев као ја ќе идам да покажам што знам, а на луѓето ако им одговарам и ако се најдеме, затоа што познавам и пријатели што ги знаат, се консултирав, реков луѓе, дали сум за тука, дали има опција нешто се сработи од мене. Беа као да те молам, пријави се, има опција, се работи, ова е кабаре, припаѓаш тука и мислам дека и така ме прифатија. Општо од колективот, не само на самата аудиција. Мислам, така се чувствувам, јас се чувствувам своја, се чувствувам прифатена. Ова е муавет меѓу сите, као реално сите. Со тоа е Даниела тоа, седев тоа е и зборав, битно. да, и Тоа ми е рече, битно. ја немав да вербам многу во луѓето, ама ако ве сретнав вас, почнувам да имам чувство Добра, и да се отварам малце по Ние малце. македонците имаме таков синдром, таква мана да имаме Ама имаш предрасуда. гард. Имаш гард. Одма, Просто од ние старт. сме сите травматизирани и од старт Да. се штитиме од нешто, од старт се мислиме као чекај оде сега како ќе ме гледаат. И па ја бев као, окей, како и да ме гледаат, јас сакам да отидам. И после тоа, од кога тргна ситуацијата, викам, чекај бе, видиш што ми се дешава, ја ова го правев пред колку години, сега имам 29, тоа што сум имала 16. Замисли. Да, стварно никогаш не е касно кога ќе видиш, секогаш ќе си дојде Апсолутно. вистинското Јас- време. Па у такво време живееме, ние живееме во време кое што треба да си се да знаеш за да си on survival mode цело Да. време. И зошто да не ја употребиш таа енергија затоа што стварно го сакаш. Не знам, Секако ја е тешко, нели? Да. Избери го тешкото што ти се свиѓа. Да. Исто така се чувствувам, на пример, милион работи сум работела претходно, што биле и многу платени, сватив дека работата што ми давала са поголема плата од моите родители двајца заедно, ми било најгрд период од животов. Уопште не ми беше интересно, мрзев да станем за на работа. Не се парите Од- мотивација. Не, Колку и да стварно. мислат луѓето така. Да имаш сега, жално е што уметноста до негде, знаеш, не е стабилно платена овде кај нас. И сега Па нигде не е. Само Да. што не се зборува многу за тоа. Да, Нигде не е стабилно И платено. реално ти сам мора да мислиш, јас заради тоа бев одвратена конкретно да студирам на драмски, што ќе правиш после тоа, каде ќе Така ти иде исто животот, беше ти си и го во избрав мое време. факултетов, што ова факултетов е поклон за цела фамилија за да кажат еве нашево дете дипломирало. После факултетов ќе следи тоа што ја го сакам и конечно да ти се одолжам сама на себе, муабетот што го правевме, пошто стварно мислам Тоа дека мораш да го направиш. да, зашто краток е животот, стварно не знам што следи понатаму и нема да оставам на тоа да ми пропадне сонот, пошто сватив дека може не сум била среќна во одредени периоди од животот, пошто сум се откажала од се што сум сакала, сум се откажала од идев и на балет, затоа ми е интересни балерини кога ги гледав. Идев на балет, се откажав од тоа, на глумата идев долго време. Аматерско студио беше приказната, мораше кога и тога да заврши, пошто пораснавме, тоа е од Тетово, сите се преселивме скоро у Скопје. И тоа е тоа. Дебатата исто беше период од животов интересен, ама и тоа беше нешто со краен рок. И сега дојде подкастов, што не знам, ова ми е, може да кажам дека прва епизода што ја доживам као баш вистински подкаст, онака како што треба да изгледа, и претходната епизода што ја снимавме беше супер, ама ова е онака врвот. Не знам дали твојата енергија или срце. Ама многу ми е драго што си овде. Малце јако вака Да. Немам емоции. Да се Затоа така ти светкаат очињата. Да, кога да, збориш, многу си убава. Да, и ти си многу убав. Да, не знам дали е енергијата што сум конечно со некој што сум опуштена, другиве подкасти ги гледав поише као интервју. Знаеш, онака трофеј момент да го имаш Да го извлечеш тоа што треба. да, ама не и едноставно можноста некоја таква остварена личност да седи спроти тебе и нема што да Не. додадеш, реално има гости кај Па што добро, и тоа е само искуство седиш што и си само по викаш себе фала што вреди. си овде. Ама со тебе ми е некако поинак. Не иде едно без друго. Да. Како и за се друго, така и ете ситуациите што си ги поминала до сега те направиле тоа што си. Да се навратиме назад на прашањава.
околу актерството и сега кажа дека сте више стигнати до некој повисок левел кај што треба да дадете нешто повеќе од себе. Кој лик те натерал да излезеш надвор од границите на твојот карактер? Не можам да го одговорам тоа прашање затоа што јас сум се уште во процес кај што се запознавам со начинот на кој што се прават ликови. Ама, у суштина, тоа што го имам играно до сега било тотално спротивно на тоа што сум јас. Например, ликот на Ивана, кој го играм во Среќен мртовец представата. Тинеџерка, која што е тотално исклучена од реалноста и домашната ситуација, окупирана само со себе. Тоа се прифатливи тинеџерски особини, меѓутоа јас на моите години не сум ги имала. Јас па сум била другата екстрема, кај што тотално сум обземена од туѓата состојба, обземена од домашната ситуација, било што е околу мене, пријателите, се било побитно. Сечив товар е мој товар. Да, значи, исто. Так, ова не го кажувам како врлина. Ова е некоја моја слабост како карактер што го имам, кај што јас, например, за разлика од луѓето кои што ги познавам околу себе повеќето, имам целоживотна борба да создадам правилни граници околу мене и да си ги штитам емоциите. Јас сум лично што ужива во давање. Колку и ова лошо да звучи, пошто двосмислен е јазикот, во секоја смисла на зборот го мислам, јас уживам во давање, уживам во подарување, уживам во споделување и сакам да го живеам животот така. А овде е малце тешка околината за тоа и се чувствувам оковано, заради тоа што јас сум приморана да ставам гард, например. Ја не сум личност која што по природа има гард. Значи, јас сум требала да ставам гард, пошто луѓе биле као добро, мене ми викале дека треба да ама ставам гард, да. Зошто јас сум многу, не знам, јас сум дружелюбива до моментот на кој се здружувам со тебе од денес и ако ни кликне добро енергијата, ти си више дел од мојот круг и секој ден може да се гледаме. Тоа е одма. И ама као одма, нема бариера, одма ти верувам можам да ти дадам клучот дома, буквално као не знам, чувствувам енергија и чувствувам доверба, пошто мислам дека барем до сега се немам излажано за некое такво чувство, кое ќе видиш дека со некого, ако ги разбираш енергиите и ако си доста емпатична личност, можеш да приметиш кога некој е... Да, јас генерално лоши проценки сум правила. Тоа морам да признам. Затоа е многу важно да, ако имаш таа интуиција и чувство, што види, во животот многу битно е искуството. Да. Никој не се родил паметен, никој не се родил со целосно знаење. Мораш да доживееш некои работи, мора да се соочиш, мора да видиш, мора да се избориш. Така и јас, така сметам за себе, дека сум сватила дека едноставно морам да си го слушам инстинктот. Јас го имам, тој ми зборел. Ама така сум малку и воспитана од дома, да треба да ги разбирам луѓето од кај им доаѓаат, работите што ги прават, што ги поттикнува на тоа и сега у мојот живот, например, било тоа малце као превише. Да, не морам да го правам. Тешко да можам да осудам сега некој, пошто на сите викам, ама знам од каде му доаѓа тој проблем. Тоа е убаво, тоа е убаво, ама важно е да знаеш дека граници има. Некој што ти штети со својата болка што ја чувствува, треба да го тргнеш од себе. Да. Многу лоша вистина е тоа не е убаво. Да. Не е убаво, не е убаво, ама тоа вистина заради тоа што ако не си спремен да му помогнеш да го излечеш, ако малце може да те инфицира, идеш надоле. Да, па тоа е моментот кој некој тоне и ти пробуваш да го издигнеш од тоа, ама тонеш заедно со него, пошто неговата тежина е поголема очигледно. Многу е дискутабилно, у суштина не сакам да порачам дека не треба да им се подаде рака на луѓе, напротив, сакам да кажам дека треба. Треба да си подаваме рака едни на други, ама реалноста покажува дека мора да се постави граница во тоа давање рака. Значи, ако мојата рака не е доволно силна, не е доволно здрава, не може да ти извлече нагоре. Да. Во мојот случај, во мојот живот било така. Јас сум се распленувала со својата енергија и дарежливост. Не се фалам со ова, не е врлина. Не, да. Ова е критика према себе. Да. Треба да имаш, да знаеш дека не си семоќен, не можеш секогаш да повлечеш некого. Може би е подобро да стоиш до него, да бидеш само сведок, тивко да му дадеш некаква енергија, со својот пример да му помогнеш на некој начин. Многу отидов на тема. Да, ама не, баш ми е драго. Ќе се вратиме назад на темата. Ова е еден клучен момент, пошто стварно сакајќи да помогнеш на некому,
времето проаѓа, ја на пример кој тоа беше реализација што имав претходната година и ова што го правам сега е се на некој начин да се вратам на мојата трака, на моите кои биле моите желби, што јас сум сакала, пошто стигнав до момент кај што ја не знаев ја која сум, само пошто ми беше кажано се што си ти е лошо. Сите уствари доблести кои што јас сум ги имала и заради тоа што вие ме засакавте, заради тоа што сите како други... Како да не те сака човек, ја не сваќам тоа, не разбирам. Епа, некому сметало, најверојатно кога сакаш некого да го заробиш и да биде само твој, не гледаш така. Се плачеш дека другите ќе го сака на начинот на кој што ти го сакаш, најверојатно. А тоа е лошо? Па, не знам. Тоа не е прашање за мене. Не е лошо, ама тоа, знаеш како, мислам дека нема човек што го нема ова искуство на некој начин, порано или подоцна во животот. Да, мора да се... Тоа е само една фаза која што апсолутно треба да се свати како лекција, или колку е клише муабетов, стварно не сакам да звучи како клише, ама тоа е. Тоа е реалноста. На начин ова ќе го кажам поубаво. Добро, ама ќе се вратиме. Да. Па, кога ги спомна границите на емоции кои што ги ставаш, дека треба да си имаш граница, дали на сцена имаш таква граница, дали има нешто што би го правела или не би го правела на сцена? Мислев дека има. Сега нема. Нема нешто што не знам како ќе звучи ова, пошто ова само валјда актерски свет ќе го разбере добро, ќе стигне и до тоа. Сакам да кажам дека сум во фаза кај што се обучувам како актер, се профилирам, ги учам вештините и за мене е многу битно да не си викам не, ова не го прави пошто е ова срамота или пошто ова е грдо или не знам што. Заради тоа што не знам каде ќе си направам кочница. Можеби со тоа размислување јас комплетно си го кочам процесот што го правам. Да. И заради тоа не сакам ниту на камера, ниту на сцена да бидам било како ограничена. Затоа што, знаеш како, актерот треба да ја преживее улогата, треба ние да пренесеме нечиво искуство и да дадеме дел од себе. И кој сум јас, кој е моето право како еден медиум меѓу карактерот, приказната и тој што го гледа, да се зимам за право на некого да му кажам се ова ти што си како карактер, ова срамота е. Да. Која сум ја тоа да го правам? Реално со тоа што одбиваш улогата. Утре ден да ме игра мене некој, да станам ја кузна кој, да рече некој се ја ќе играм Марија Лазарова, идам на аудиција. Дали има право, дали е етички, дали е фер, дали е човечки да ме осуди, а да треба да ја пренесе мојата приказна. Да, реално. Еве, например, јас сега конкретно за испит имам задача да играм Медеја. Тоа е една волшебница, еден лик од антиката, од античкиот театар, грчки, дискутабилно. Кој што таа е волшебница, таа е запишана во историјата веќе како еден од примерите за сериозна психоза заради тоа што си ги убива сопствените деца поради повредено его и разочарување и љубовна болка. Меѓутоа е многу покомплексна сторија. И сега јас за да можам да ја представам неа, да ја преживеам низ мене, јас не можам да ја судам. Јас морам да сватам што и се случило во главата. Како е станала са бајле, јас сум нејзиниот партнер одлучил дека покрај тоа што она се направила за него, буквално дала ненормални жртви, он сепак ќе остави за друга без пардон. Како таа личност се чувствува, меѓу време не е обичен човек, туку има надпросечни моки. Она е способна, например, не знам, подкаст овака да направи и да го преврати цел. Како таа личност се чувствува, која сум ја да ја судам и да ја ограничувам, да не знам дали она ќе е гола на сцена, дали она ќе плаче, дали ќе изгледа грдо, дали ќе има мал голем нос. Јас сум тука и самата си го барам, нели, да имам честа да го тоа правам на сцена и да излезам и некој да треба мене да ми аплаудира заради тоа што сум прераскажала нечива приказна, значи јас сум фронтмен. Да, реално нас режисерот не викаше дека кој си пејач си само пејач, кој си, не знам, танчер си само танчер, кој си глумец и све, и пејач, и танчер, и психолог, све. Студирањето глума е како да си го студираш животот, својот и цела околина. И на цела околина, да.
Можеби заради тоа толку многу сум чувствувала до сега некоја затвореност во мене, не сум истата личност, заради тоа што сум имала потреба да се занимавам со тоа, да го спознавам животот околу мене, да се спознавам себе подобро. Мислам дека се раѓаш со таа потреба. Да, Не реално. се работи за талент во смисла колку добро ја знам да ја наместам фацата, не се работи за тоа. Колку Сосема добро нешто може да се друго е. соживееш со ликот, да. Па Па- не знам, веројатно е тоа. Уште барам што всушност значи актерство. Јас не знам што значи тоа. Јас сум во процес на студирање. Спомна момент на Голотија. Би прифатила, пошто најверојатно се спремаш и за Па пола еден ден Инстаграм да- ми е со голотија мене. да ќе стигнеме и до тоа да играш најверојатно и во филм. Би прифатила експлицитни сцени во филм? Нормално, да. Ако тоа е оправдано со приказната, со дејството, со стилот на режисерот, целокупната ситуација што сакаме да ја пренесеме, нормално. Голотијата, сексот Како ја доживуваш е ти? дел од животот, не може ние да го Да. Да го покираш и да го маскираш на некој начин. Светот го прави табу, јас не смеам да бидам дел од таа клапа. Да. А далеку од тоа дека е комотно чувството. Мислам да не се разбереме погрешно. Нема ништо комотно у тоа да си вака у соба една со милион камери, тука имаш режисер, тука е DOP, стои таму има асистент, тука е тонецот, ти го мести микрофонот и си гол. Мислам не ми се има случајно. Ама верувам дека е доволно многу- можеш да го замислиш нештото, да. Сигурно дека не е пријатно, меѓутоа тоа е дел од работата и ќе си направам антиуслуга на себе ако од старт си кажам како ја не. Не, ја да, пошто можеби јас не ако не е оправдано, ако гледам дека некој од екипата се однесува несоодветно со мене, ако не му верувам на партнерот, ако не се чувствувам, ако некој не е избањат до мене, например. Да. Нели? Тоа е Има многу оправдани причини да не го правам тоа. тоа е многу реално битен момент, зашто кога глумиш хемија со некого, треба да има некоја Не се почетна глуми граница. хемија. Хемијата се ствара со одредено време. Не се глуми. Мора Зашто да се, не да се не има. може ако со некого имаш одбивност, мислам дека да, хигиената треба да е едно од Тоа е приоритетите. основно правило. Имаше за кои глумци им кажале за Џони Деп дека кога му има кажано на сет нема да играм со тебе смрдиш. Одвратен си. Не знам дали да верувам тоа дека е Џони Деп смрди на сет. Па не знам, Не би верувала. ама изгледа, ама сега да знам. Не знам. Ама не, моментот е дека стварно ако не чувствувам, значи не дали приватно ти би ми се свиѓал или не. Значи моментот дали мене ми е комотно ти да ме допреш со прст онака у муабет да не знам да се смееш и да ме допреш по рамо, значи ако ми е толку одбивно ја никогаш не би можела да го Па изгледам и да го јас, доловам ликот. Колку што сум внесена во ова и колку што имам некакво знаење, не ни можеш да играш со партнер што не можеш да го допреш. Да. Мора да постои некаква кохезија, мора да постои хемија заради тоа што се гледа во играта. Глумецот не смее да глуми. Тоа е правило број 1 што нас ни го повторуваат на факултет. Ти не смееш да глумиш. Ако ти глумиш, ти си дилетант и ти си лажго и ти ни го губиш времето, симни се од сцена одма. Тоа е правилото. Значи ти мора стварно да Зошто чувствуваш. сите сме, нели глумците сме, не смееш да глумиш. Ти треба да си таму. Ако можеш да си повели, ќе те гледаме, ќе одвоиме време за тебе. Ако не можеш да си там, молам, не лажи, као, симни се. Тоа е правилото. Кој го кажа моментот со голотијата и со Инстаграмот, ќе стигнеме и до тој момент, ама мене ми се отвори една тема моментално у глава, зошто, например, конкретно тие секс сцени, ако е порнографија, е осудено, а доколку е некоја актерка и го прави тоа во филм, она е звезда, тоа е магично, може да биде идол, еве, например, не знам која глумица да ја извоам, Моника Белучи. Има многу сцени Добро, каде да. што била гола. Никој за неја нема да Не знам дали некој подобро од неа го извел тоа. Да, во што е тајната? Што мислиш дека се крие? Дали е мистиката? Има регулативи. Има регулативи што по правило се дели порнографијата како стил на филм. Значи сосема е различно. Вамо сексот е во функција на една целосна приказна, сексот е некоја слика што се пренесува од реалноста. Порнографијата сосема нешто друго. Во порнографија нема многу реалност. Порнографијата според мене колку што знам,
кој што сум гледала, истражувала и размислувала на оваа тема, е нешто што е тука, мислам дека историски така и се појавува како дел од филммейкинг генерално, како нешто што е тука да ги исполни фантазиите на луѓето. Се што ние Да, ова е фантазираме- посебна дебата имало за ова колку ствари луѓето кои што Тоа си се индустрија. зависни не го доживуваат односот на начин на кој што треба да го доживуваат, зашто ти мислиш дека е тоа баш како што го гледаш на филмот, дека Тоа мислам дека е повеќе кај нас заради генералната неписменост и низок просек на интелигенција. А инаку има еден добар, мислам дека на Netflix е тој документарец конкретно со порно актери и актерки интервјуа и нивните сведоштва. И тука баш се зборува за тоа како порно индустријата сама по себе си била многу регулирана, меѓутоа кога настапува интернетот и сите тие фри видеа, тука веќе се губат оние правила и права на заштита на податоци и се тука више, например, ако рецимо ќе ја земам за пример Саша Греј од времето, ако некој ме гледа и ја памти, тоа е една многу позната порно актерка, многу успешна, добра порно актерка. Мислам дека сега веќе со нешто друго се бави. Мислам дека сегда можеш да ја најдеш. Има милион порно страници, ќе укуцаш Саша Греј, достапна е. А ако размислуваме конкретно на темата од професионален аспект, не би требало да биде достапна. Таа си е професионалец, таа оди и конкретно снима. Не е исто Саша Греј што оди и работи и некој што само дома си снимил видео го шернал и тоа оди. Многу измешана работата, табу тема е, нели кај нас не се разговара на таа тема и луѓето кога ќе видат филм, нели што има секс сцена и што е поексплицитно и се разликуваат секс сцените, ова е порно, не е порно. Не е Да, порно. И мислам има дека- регулативи што го двојат, та молам као гледай го филмот или не коментирај. Имаме навика генерално како народ да коментираме половично. Докај што ќе фатиш нешто, аха, ова е гадно, као, и до тука застануваш и затворени сме. И мислам дека немаме доволно знаење на тема. Мислам да, валјда се границата на елегантно, гламурозно, секси и вулгарно. Како Кај нас нема стандард за тоа. Мислам дека можеш да ме поддржиш на таа тема. Да, ама не знам, Нема разбирање за сексуалноста кај нас. Ќе Табу направам тема една- е сериозна табу тема. Уште еве и моја генерација. Јас кога мислам јас сум била генерално не можам да кажам не сум била сватена заради тоа што не можам да тврдам во туѓо има, меѓутоа сум се чувствувала као ауткаст во многу ситуации. Сум требала да барам луѓе со кои што можам да зборам отворено за некои работи заради тоа што сум била погрешно сватена. Мене ме интересирале овие теми. Јас сум се освестила сексуално на мои 15-16 години, јас сум сакала да знам што е тоа, во што влегувам, што значи тоа за мене, што мене ми е убаво. И јас, еве, мислам дека имам сега 29, значи од 25-та па навака веќе почнувам отворено да си зборам на таа тема. Тоа е многу тажно. да, Ти до треба 25 години не знаеш што сакаш, што сакаш да правиш, каков партнер сакаш, со кој, како треба да се однесуваш, каква е твојата сексуалност и не можеш да го развиваш мозокот во таа насока. Тоа е многу жално. тажно, зашто и сега се актуализира, нели, темата, ова е многу долго, ама сега некако стана популарно за сексуалното образование од основно, нели, од 6 па натаму. Да, нели имаше нешто дека ќе стават предмет бла-бла. И има сега нешто го барат како изборен, знаеш што е најголемата грешка, што мешаат полова и родова еднаквост и сега И пропаганда политичка со и нешто што пропаганда треба да е и basic. да, и ЛГБТ пропаганда и Да. сега целата негативност која што има народот кон ЛГБТ пропагандата ја префрлаат на тоа. Мене ми се најинтересни Тоа ти е коментарите. доказ за, мислам, тотална Најинтересни ми се ограниченост кон све. коментарите што ги имам онака прочитано на Facebook, пошто не читам коментари и не знам. Значи тоа е сега една другарка исто глумица Изабела Пани има нејзина секција кај што си става Знаеме со коментар. Изабела. Поздрав ако ја гледа емисија. Ќе ја гледа, сигурно. Става коментари од Facebook и мене ми се страшни, значи ја да го Ау, сум отворам. приметила, али ја многу се смеам. Значи тоа е страшно Многу се што има таму. И сега ќе се најде некоја баба или тетка што толку добро ќе го завие тоа како ти на моето дете да му кажуваш за тоа.
твоето дете многу пред да почне у школа, слуша песни во кои што изведувачот кажува дека све материјали има, све е достапно. Со една, со друга, со трета, по неколку една вечер. Мое време тоа беше со оние шпански серии. Да, и која е табу тема, значи детето твое не смее да го учи тоа у школа, ама затоа детето твое смее да слуша таква музика и смее да гледа што било. Значи мислам дека конкретно на таа тема околу тоа многу изгледа, многу мислат дека децата им се мили и невини, не сваќајќи дека на интернет можеш да најдеш се. Например, зошто се демонизира сексуалното искуство како такво и како дел од животот? Зошто сме научени да го употребуваме тој термин као види ова како изгледа невино, мирно, а уствари шо е? Шо е бе? Шо е? Има сексуален идентитет, тоа е како тоа е ја прави лоша личност, не знам, ја прави виновна за нешто, не. Тоа е дел од сечија секојдневие. Тоа е основата на бракот, тоа е основата на животот, човеч. Па сексот е се. Да. Без секс немаме ништо. Ова звучеше многу... Да, ама не, знаеш, си ги размислувам работите кои што ми... Крипи такви муабети да правам да земам пари, а? Ама многу ги размислувам стварите што ги кажеш, пошто стварно е така и си размислувам за се што ќе кажеш, си имам по една личност у глава. Сваќам дека сите биле, сите што биле противници на некој такви муабети, само едноставно или не се спознале себе до тој левел, или стварно има луѓе што се вика да му е роден ден, ја не знам што би му купила поклон, од што толку немаш карактер, немаш ништо изградено за себе, не знаеш што сакаш, не знаеш што не сакаш. Прашаш општо прашање и немаш сјај у очи. Ама они се мили, фини, невини, не дај Боже да опцуеш пред нив. Тоа можеме да го поврзаме со темата развивање како индивидуа и пронаоѓање на себе, што е нешто што е многу заради општата ситуација, ова е мој став. Што е фактичка во земјава дека е претежок животот и генерално е борба за преживување. Нема време, мислиш да мислиш? Не само време. Замисли еве ти кога чекам, многу мисли имам у глава. Ми се дешава. Сите ние сакаме нешто да направиме за себе. Ева тргам од таму. Секој од нас има нешто што му предизвикува задоволство. Сите ние сакаме да си купиме, да изгледаме, да слушаме, да вкусиме се едно. Сите сакаме да си ги погалиме сетилата. Тоа е дел од нашиот идентитет. Ние сме воспитани дека своите соништа, своите ставови, желбата да го водиш животот таков како што ти сакаш да го водиш е луксус. Луксус е нешто што доаѓа треторазредно, четврторазредно, меѓутоа јас тоа можам да го оправдам тоа размислување кај нашите предци, кои што биле протерувани, мачени, малтретирани, убивани, злоупотребувани на секој начин. Нивна главна цел била да се сплотат такви какви што се под едно име македонци и да ги тргнат сите разлики на индивидуално ниво и сега да преживеат. После тоа можам да ги сватам и нивните деца, нивните внуци кои што се занимавале со Втората светска војна, кои што се занимавале со создавањето на Југославија тука на овие простори, кога се делене на места, кога основале живот, кога ја правеле таа култура, се соочувале одеднаш од робство и прогонство во социјализам, една друга форма на живот кај што ти комплетно си ослободен од било какви ставови, секако само треба да функционираш како работник во општеството. Тоа е еден цел процес. Се можам да разберам, до моментот до кога луѓето треба да се свестат дека сме влезени во едно друго време, кај што индивидуата мора да е на прво место. Ама уште не, мислам дали е дојдено тоа време кај нас. Не се свесни дека сме таму. Луѓето не се свесни дека имаат трауми, дека имаат генерацијски трауми кои што се пренесени. И што уште ги пренесуваат мислиш дека се нормални работи да лупаш на маса, да го пцуеш детето, да го пернуваш по газ, пошто си ти нервозен, да се плаши, тоа не се нормални работи. Треба да има дисциплина, тоа е факт, меѓутоа треба да еволуираш од нешто што некој го правил пред 40-50 години. Зошто? Не заради тоа што Марија е паметна и многу сака да збори, туку заради тоа што тоа воспитување не соодветствува со начинот на живот. Зошто го кажувам ова? Јас сум била воспитувана да ќутам пред постари. Јас сум била воспитувана да не им реципроцирам на било што ќе ми кажат. Заради тоа што се постари, заради тоа што
секако имаат повеќе знаење од мене. А што Ама правиме дали кога се немаат? управо? Дали Што се правиме управо? кога немаат повеќе знаење? Кога тие влегле од еден систем, од нов систем кој што тотално различен и е хаотичен и немаат знаење. Можеби не се спремни да ме воспитаат, што доаѓаме до тој момент кај што ти поради своето его и затвореност ме доведуваш во мене во ситуација да се плашам за своето преживување. Јас не знам кои се институциите, јас не знам како треба да менаџирам финансии, јас не знам како да се поставам себе во општеството. Секој твој коментар како авторитет, професор, па и родител и роднина се едно е дека ова нема пари, ова е тешко, вади, знаеш, платата во рете. Треба да го воспитуваш своето дете да бара сигурност некаде. Ама треба да го научиш дека до таму се стига некако. Не можеш ти да направиш паразит од некој, да ги укочиш неговите соништа, неговите желби како индивидуа, заради тоа што до некоја таква сигурност ќе дојде, мора да дојде, ова е, мислам, светот веќе многу е развиен, не може ние да размислуваме, се плашиме од се цел живот. Да, конкретно, значи како јас сум стигала до работи, не знам, ништо не било по шаблони, мене кој ќе ме прачат, кој ќе речам, ќе дадем отказ од едно место, ќе идам на друго, па каде сега? Не знам, ќе дојде само. Се слагам со тоа апсолутно. Само ќе дојде, ќе запознам некој што ќе ме никогаш не сум знаела. Ни за кабарево не знаев, се деси преку ноќ. Апсолутно. Такво е времето во кое што живееме, да можностите се тука, шансите се тука, меѓутоа ние немаме знаење. Ние сме сакати од школа. Спомнавме темата за образовниот систем и колку нас те става шаблон. Ќе кажам, не сакам да зборам јавно со некои елементи во реченицата во смисла дека еве јас знам, ова е мојот став и слично. Сакам да кажам повеќе дека ова е моето чувство, ова е моето искуство. За тоа можам да зборам. Да. Моето искуство е дека јас имам изгубено, значи ние имаме 8 години основна школа и 4 години средна. Јас конкретно одбрав гимназија, заради тоа што и да ме прашаш во 8 одделение, јас не можам да ти кажам што сакам. А би требало да можеш ако почне од старт. Ако не може да почне од старт ако ти имаш предмети од секој по нешто чепкаш, начинот на кој што ги рангираш, ги оценуваш децата е тотално ист за сите. Односот е ист према сите се униформирани, а ги спремаш за капитализам. Ги спремаш за систем каде што ти како индивидуа мораш да се докажуваш таков каков што си. Треба да се бориш со тоа што го имаш. Да си бидеш уникатен. И да си суров малце. А ова се некои, например, ета носењето униформи, тие дрвените клупи еден поред, тоа е се останато од социјализмот, тоа е старо време. Заради тоа што се спремале децата да работат во фабрики, во предпријатија, во места каде што сите се униформирани, имаат исти функции. Исти функции во смисла, обврската на директорот е иста одговорноста како и тој што работи доле на портирница некаде. И такви и биле луѓето, затоа и различно, затоа сега ни викаат, вие немате вредности, младите не си помагате. Затоа што ние растеме во време кај што ти некого го гледаш од озгора, дали работи келнер или е инфлуенсер, мислам, толку е дебилно, толку е глупо така да се судат луѓето. Луѓето немаат реална слика за себе како индивидуи. Затоа и постојат тие некои професии кои што не знаеме што се како професии, луѓето се спремни на секоја страна да џапаат пари, никој не фаќа реален пат. Јас не познавам луѓе, јас веќе си изградив свое друштво, не сакам да ги ставам ни во овој кош. Не дека не познавам, ретко познавам луѓе кои што се спремни по цена пари, по цена кола, стан и се што треба да вложиш кој индивидуа да создадеш, да бркаат некаков сон. Јас мојот сон не го бркам за да утре ден станам Мерил Стрип, разбираш, мислам нормално тоа е визијата, тоа е мотивот. Тоа ми се мене идолите, меѓутоа не е тоа првичниот порив. Не е тоа поентата, да. Тоа е убава некоја амбиција која што е тука, меѓутоа потребата да спијам мирно, да не лажам, да знам која сум, тоа било мојот порив. Јас се запишав на факултет во моментот кога најмногу се докажав како шминкер. Најубави пари заработував. Во тој момент кога екот ми се деси, јас реков, чекај бе, ја не сум ова. Се лажам себе, ги лажам луѓето. Јас сакам работата, јас ќе продолжам да го работам тоа. Ама не сум тоа. Ама јас не сум тоа. Јас сите ги лажам, јас во лага живеам, разбираш? Не правам ништо за себе. Каква личност ќе бидам јас сутре како мајка, ако во времето кога требало со себе да се соочам и да работам,
Јас сум рекла, па добро, знаеш, као сум се игнорирала. Ова биле гласови у глава што викале, ало, ама добро што ја држиш четка, ама супер што си најдобра, ама не си ваму. Не си на сцена. И сум се расправала со себе. И тоа биле Тоа ти се фрустрации. раѓа момент, првиот момент кој ќе ја која се качев горе на сцената Фламенко, само за да наместам нешто и само ги видов сите и бев као, ја ќе се вратам овде. Ќе има, Јас те чекам да се вратиш. Да, ќе Посебно има. во Тетово живееш, немој да ми наоѓаш изговори. Па Има не. опции. Ама не сум више од Тетово, овде сум. Сега готова тука се Па пресели. јас сум овде више долго време. А ја па мислев у Тетово. Не, 4 години мислам дека више сум овде. Не знам колку, ама знам дека долго време сум овде, пошто после средно више почнав и да мислам и периодот на средно јас си го проаѓав, да. Тука нормално. Ама и не лесно било, мислам дека општо сите градови што се најблиску до Скопје лесно име да дојдеш до Скопје, поготово ако имаш некој овде. Мислам дека заради тоа прекинаа да се развиваат тие градови што се најблиску до Скопје конкретно. Тоа е сосема некоја, да, друга тема. Имаш многу слободоумни размислувања, си имала некојаш проблем дали со партнер. Сега може ќе ме чека некој пред зграда. Да, дали со партнер или со твојата средина, да ти речат многу многу збориш или да бидат љубоморни на тоа. Општо и дали многу е тешко, тоа беше дискусија што ја почнавме, тешко е да идеш со некој што е актер. Реално не сум идела со актер. И не знам како е да си иде со актер. Па тоа, дали би те било, пошто сега ти бараш некој што ќе биде окей со мене. Со тебе, ама дали ти би била окей со тоа, не знам, твојот дечко или еден сопруг да биде со некоја друга во интимен однос? Мислиш кога би се ставила, кога би го гледала партнерот моја улога, како би се Да, осетила? општо, дали би издржала со актер? Види, Аха. Сега многу лоша ќе бидам. Јас сум човек што се дружи со луѓе. Јас сум човек што прво, јас сум порасната со машки. Па Значи, истата слобода ја имам во другарство и со женско и со машко. Се сум видела. Можеби не сум доживеала се, ама сум била сведок. Многу одвратни работи прават мажи кои што не се актери, кои што не име работа да драпаат туѓа женска тука пред сите. Ева вака ќе се изразам. Кои што не име работа да пишуваат у инбокса, имаат слики со детето и со жената. Нема да се правам мајка Тереза, немам потреба да се правам ја најчестна, мене ми се допаѓале, мислам, различни типови на луѓе и сум имала релации кои што се разновидни, не сакам никого да судам, ама па не сакам и мене да ме судат. Па тие што најмногу судат, најмногу имаат за да бидат судени. Па ова прашање на сите луѓе има, као, мислам тука на Балкан, не знам како е или на страна. Као, како е чувство, како ќе се осеќа дечкот и да те гледа да се бачиш со некој. Па не знам ја како ќе се осеќам да му фатам пораки со друга, на пример. Тоа е многу пострашно. Да, пошто ова знаеш. Ова е работа. Да, ја искрено, јас сум лоша актер ако јас константно се заљубувам во моите партнери. Заради тоа што јас Константин Станиславски, нашата Библија, системот на Станиславски вика ти точно треба да ги изразиш емоциите, точно треба да се повикаш на некое свое минато искуство, меѓутоа ти мора да имаш кочница дека ти си сепак на сцена и играш представа. Значи, да, реално, тебе те чека друг живот позади. Нормално е да се случи хемија со партнер, нормално е да ти се допаѓа некој физички да ти е убаво во нечие присуство, меѓутоа ако ти како професионалец се впушташ и го мешаш личното во работата во секој можен момент, ти си дилетант. Јас не те сакам тебе како човек прво. Ти немаш етика, немаш морал, немаш кочници, немаш ти вредности, немаш изградено. Да, пошто реално а ти ако се си пренесува, човек, си имала моменти да се пренесува хемијата и позади сцена, пошто сите викаат да тоа е на сцена. Нормално. Има моменти. Тоа е убаво. Да. Да, па има и види има многу актери што се заљубиле од играле серија, се толку време да играш се споиле, глумиш хемија и више прекинува да е глума. Па не, тоа и постоело, тоа не се, знаеш како ја мислам дека луѓето од самиот старт знаат. Се извинувам како се чувствуваат едни за други. Само нормално поради секакви околности ние ставаме филтер и тоа така треба да биде, ние не сме животни. Фала Богу. Да.
Значи треба да имаме гард, одредени филтери и граници на се. Треба и во работата. Значи ако мене ми е работа да јас снимам сцена кај што јас со некого имам секс или се бакнувам, тоа го играм. Треба мене да ми биде работа да јас го изиграм така како што мене режисерот ми кажал. Актерот го прави тоа што е визијата на режисерот. И се снима во кадар какво што DOP, односно директоров фотографи, кинематографот на македонски, има визија како тоа треба да изгледа. Мојата работа е да го сработам тоа. И да го оставам тука кога ќе се каже кат на сцената. Да го почнам со акција, да го завршам со кат. И да имам респект према тој што е до мене. Без разлика дали е женско, машко. Да, реално. Тоа е дел од работата. Тоа мора, јас прво пред себе морам да го апсолвирам како такво. И тој партнер што е со мене треба да ме сака каква што сум јас. Во спротивно, нема да имаме врска. Може да се лажеме, може да се договориме, може да се подпишеме. Меѓутоа ние, меѓу нас нема да имаме ништо. И тоа за нас двајца ќе створи агонија постава животот. Имаме милион примери така. Да, јас сум мислела, стварно сум мислела дека можеби со мојот карактер ќе имам потешкоти за тоа да најдам партнера и да треба да бидам таква сигурно мила, фина, добра, ама после тоа си викам, ама не може, тоа ќе излезе на виделина после некое време. Мислиш дека не си фина и добра? Па не, јас сум мила, фина и добра, ама мене ми било кажано дека лошо е да немам табу. А ја немам табу, ја можам да зборам за се у секое време со било кого. Кажал тоа дека лошо да немаш табу? И тоа ми било стајано како печат на глава, ти не смееш. И си ги ускратив, тоа е моментот, јас си ги ускратив сите работи кои што мене ме правеа среќна за на крај да сватам дека тоа е причината зашто ја не сум среќна, ја прекинав да правам се што сакам. Имало нормално критики, одредени критики што се даваат у одредени периоди од животот, да, има дел што се вистина, и ти тоа е секој, на кој да ти даде критика надвор, треба да си ја гледаш со да има мани. Да, треба да си ја гледаш со филтери, се што можеш да поправиш. Ама доколку гледаш дека некој има извор на критики, секој ден нешто друго му смета, значи дека има некаква позадина на нештото и дека нешто друго лежи таму. Човек треба да се учи да разбира и да критикува соодветно на тоа што постои реално, а не да делува константно со некои скриени намери, со нешто што е неиспитано во себе. Тоа е генерално задача на сите нас. Сите ние некого судиме, вака или онака. И сите ние сме осудени. Само што мислам дека преломот е тука да застанеш, чекај малце, јас чекај го правам ова. Или ми го прават, зошто ми го прават? Дај да разговарам. Не разговараме. Не се комуницира. Јас, например, сум од такт извадена од оваа хукап генерација и оваа навика на ГМ, на СП, на реакција на стори и после син. Која е потребата тоа да го кочиш процесот со некој кој што очигледно ти се допаѓа? Или која е потребата да го продолжуваш процесот со некој кој што не ти се допаѓа? Да, тоа е многу пострашно. Има многу бракови врски, ама знаеш дали е сейф зона? Заради тоа што луѓето прават многу нешто од интерес. И тоа е фер. Океј, ама мислам дека пак постои начин на кој што можеш да се заштитиш меѓусебно, да ги расчистиш параметрите кој на што е. Например, во хукап ситуација не може да има интерес. Да, затоа не знам, јас сум многу оддалечена, мислам дека од кога почувствував вистинска љубов во животот, само на такво нешто би прифатила или не знам каква авантура. Што за тебе вистинска љубов? Многу долго. Па не знам, тоа не е нешто што се опишува со збор, тука е чувство. Некој да ти е чувство на дом. Сега... Шокот е токсичен домот. Тоа беше моето следно. Шокот не кеш домот. Тоа беше следното. Ја многу се чувствува. Беше исто како дома, ама дали дома било добро? Зашто не си дома, ако дома било добро? И тоа сваќаш дека некои работи кои што си потегнувал, некои навики, пошто ти си ја знаеш, таа твоја сейф зона. И моите ме сакаат, без разлика на се знам дека ме сакаат. Ама дали во одредени моменти у животот таа љубов била искажана на правилен или на неправилен начин? Да, пошто секој може, не знам, било кој нема родител што не си го сака детето. Има секакви примери.
Има, ама има некои едноставно ти вика ја те сакам, ама моето понашање не можем да го контролирам. И тоа е више Добро, генерално луѓето го рефлектираат тоа што го чувствуваат во себе на другите и мислат дека нивниот начин на искажување е забележан и дека влијае добро. Као стил ја не искажувам, ја многу не се гушкам и све тоа. И тоа е во ред, ама исто така мораш да разбереш дека тој што е до тебе, што живее во исти простор, без разлика дали се работи за домот, конкретно стан, куќа, туку и местото кај што циркулираш. Фер е да осетиш дали другата особа па има потреба од гушкање. Затоа што животот е да се живее заеднички. Ти треба да научиш да гушкаш некога ако баш не икаш да се гушкаш. Зошто баш не икаш да се гушкаш? Секогаш кога имаш нешто во себе, да викаш као ја ова не. Не е нормално тоа, не е добро. Види, зависи кој сака и до кој степен да се спознае. Има некој што овој муабет што го правиме ние за него би бил замарање. Што е со прашањава? Од толку што нема одговор на прашањето, треба да се дружи со луѓе што не го замараат. Да, едноставно па затоа ја више скоро и да немам, мислам, толку сум изолирана, ако треба да направам некоја критика на општеството, ја не би знаела што попрво да искритикувам, а од друга страна не би знаела ни воопшто што да искритикувам во моментот, пошто сум толку се живам во еден мој бабл, во еден не знам круг на луѓе кои што се одбрани, свет помал свет у овој голем свет. И ми сватив дека и тоа е најубавото нешто што може. Мене не ме интересира какви луѓе постојат надвор, сето дека моите избрани луѓе се баш тоа ја што го сакам. А што правиме со моментот кога тие избрани луѓе стануваат веќе луѓе што не треба да бидат до тебе? Тоа ќе мора да се отвориш кон светот. Да. Тоа умот мора да се отвори. За жал. Епа сега е процес на полуотворен, полузатворен круг. Тие ти се годинките. Да, за среќа или за жал. Само што пак на некој начин си го позатворам, зашто не би сакала да стигнам ни тоа што го кажа таа хукап фаза. Значи, мене ми е драго што еве и ја и ти сме имале таков период што сме биле многу отворени за тие муабети у основно и у средно. Ја мислам дека сите авантури што сакам, сите авантури, сите работи кои што јас имав еден период во животот кај што реков ја ќе направам све never have ever, сите прашања од never have ever, јас сите ќе имам штеклирано. И сега ги немам сите, ама имам многу од таму. И сватив дека било кој ќе ми рече, ама сега ти се годините за да имаш забава, за да имаш авантура, мене ми е смешно, зашто стварно ми прошол филмот, ако го почнем сега да го правам истото, не дека ќе добијам ја некое ново и различно искуство. И драго ми е, искрено не би си го трошила да знам луѓе кои што се у таа фаза на, да речам, твоја возраст, што е, не знам, смешно е за мене. Нема да коментирам за мојата генерација. Да. И така да драго ми е што не етички. Драго ми е што сум стигнала до тој момент да си ги имам искуствата кои што ми се драги и дека сега сум спремна, точно знам што сакам, може би не, ама точно знам што не сакам. Као со точка потпишано, тоа не го сакам и ако порано имало простор за дискусија па можда сум сгрешила, се докажало дека не, за се што мислев дека не е добро и попуштив дека окей, може вака треба, не, се докажа дека не е добро, тие работи нема да се прават и такви луѓе у круг нема да има, зашто не би сакала да се доведам до момент на иако 20 години не се некоја возраст, ама ја на 20 години да учам некого за принципи на живот и на комуникација. До Индија стигнал на 20. Така. И до момент на тоа ти што го викаш, дали машко-женско другарство, дали сооднос, па некој што не може да функционират, заедницата ја прават и други мажи и други жени. Значи ти ако дојдеш и ми кажеш дека машко-женско другарство не постои, ти не смееш да играш на сцена со маж, тоа значи дека ја не треба да ти верувам тебе, дека ти ако ми речеш јас сум со колешка ми на работа, дека ти не знаеш како да се понашаш со колешка ти на работа, пошто ти не веруваш у машко-женство. Јас имам машки другари. Имам машки другари што се сингл, имам машки другари што имаат жени. Со жените сум као пошто ние сме фамилијата и сега имаме снаа. Така ги доживувам. Да, и така и треба, тоа е единственото вистинско. И со другарите кои што не сум имала само другарство, била некоја фаза кај што сме се свиѓали, имало сексуална привлечност. Нешто се десило.
Али до тука е, сваќаме дека Останало. чекај сега ние имаме некоја друга конекција како луѓе што треба да ја сочуваме и од тука натаму си продолжува тој респект кој што си останува низ годините. Јас сум многу благодарна за тоа. Затоа што не знаеш во животот кој ти е семејството. Да. Не конкретно за брак, не конкретно јас, например, пријателите ги третирам како семејство. Реално, исто пошто ги тоа е гледам. семејството што јас сум си го одбрала, зашто сега види, ако сум се оставила на тоа дека кругот на луѓе како што ми е даден, таков треба да биде, тога најверојатно и не би живеела среќен живот, зашто јас од старт сум знаела дека луѓето кои што ми се дадени од Нема старт, среќа за лесни околности. да, нема да е тоа поставата во мојот живот. И сум морала да почнам да ги барам надвор и да си не го ти е формирам, да си го формирам моето семејство од луѓе што се надвори. И наоѓам некои што се слични на луѓе од мојата фамилија, ама едноставно имаат карактеристики кои што јас би сакала да ги имаат луѓето од моето семејство, ама ете ги нема. Кога сум на дистанца од нив, знаеш, кога си ги сакаш луѓето со дистанца и кога ќе ги видиш си викаш, ама не е тоа што сум го замислувала. Да, точно знам како е тоа. Муабетов може да трае уште Види, многу. многу имаат вакво искуство. Ние сме такво општество. Јас мислам дека посебно вака се чувствуваат представници од женскиот пол кои што пробуваат да си ја изградат индивидуата слободно, без окови, без наметнатост и слично. Го имаме тој момент, тука е проблем. Да, тоа е огромна тема што Јас би требало сметам уште. дека е потребно да ние тука го развиваме феминизмот. Да се учиме што значи, како правилно се разбира, како правилно се имплементира, без некого да повреди, навреди, дискриминира, нели? Зошто го Реално. кажувам ова? Заради тоа што живееме во општество со премногу насилство врз жени. Премногу сексуално насилство, премногу опресирачки културни однесувања, еве така ќе го кажам на општо ниво. Премногу наметнати. Јас не ја разбирам потребата ти на некого да му наметнуваш да стане родител. Посебно на жени. Зошто Да, посебно не на е жени? остварено Женското си го долго. ризикува животот за да донесе некого на свет. Јас сум толку повредена, толку исплашена кога гледам ситуации кај што родилки на моја возраст умираат на породилна. Значи, пази, имаме општество кај што имаме тотално уништено здравство, столб кој што го немаме, се зависи од пари, од моќи, од У врски. приватна клиника кога не се породиш дури страшно е А да тој што замислиш нема да се пари? породиш. Тој што не може да си дозволи, тој што нема таква моќ, такви врски, да умре, што? Значи го имаш тоа, имаш неписменоста. Ја имаш тоталната корупција секаде, полиција скоро и да нема. Секакви примери гледаме, не сакам да генерализирам, меѓутоа тоа се примери конкретни што ги гледаме во Се од ова што го општеството. кажуваш е само И ти некого уште силуваш една да си го тема. ризикува животот. Без да се оствари како индивидуа, без да стекне искуство животно, без да стекне сила и моќ. Како индивидуа. Значи, не незината фамилија, не мажи да е добар, она да е добра. Утре ден, ако тој некој маж решил дека он сака да е насилен, фер, имаш причини некакви, сите ние имаме некакво пореметување, така, окей, тепај. Ама она да може да се замине, да ги има ресурсите, да може да си помогне. Е, тоа е рамноправност. Да можам ја да ти го вратам боксот на тебе. А не ти да маваш докај што ќе можеш да маваш, ме разбираш? Па умрело 2-годишно дете, се заборело овој тепање. Оваа му ќутела дома, бе, ало. Страшно е, Дали ние доволно збориме кај живееме? Дали сме свесни кај живееме? Или многу не боли, па тоа е многу негативна тема. Ја у претходниве неколку дена што све изначитав за милион работи, значи од крави, од ѓорче, од убиени гуски, кокошки, значи више беше до момент кај што си реков овде не знам дали има простор нешто да биде поправено, пошто јас сум се трудела да поправам многу одамна и срамота е да ги гледаш истиве вести 20 години. Црна хроника и името. Више ако нешто стане толку репетитивно, значи дека има момент стоп кај што ти више не треба како млад човек да си осуден
да си со помислата дека сакаш да си заминеш од овде само заради моментот не. што ти си пробал да направиш све. Мислам дека Више- луѓето судат, не судат, него како веќе си се сочувствуваат едни со други ако некој не може да замине. Да. Јас на пример се уште ме држи моментот дека не сакам да заминам. Кај Еве јас се мене уште, фала му на Бога, имам такви родители херои, двајцата е мајка ми и татко ми, кои што преголема голгота имаат поминато снаоѓајќи се во општество и финансиски и статусно и како сакаш, кажи го. И ми пренеле некое такво чувство кај што ја не се мислам само сама себе. И не би можела само сама себе. Јас не сакам да живеам сама. Јас сакам да имам деца, јас сакам да се остварам како мајка, јас сакам да имам брак, меѓутоа не можам да немам ресурси. Јас не можам да бидам добар родител ако јас немам Немаш ресурси. ресурс, да, Не апсолутно. зборам за куќа и за кола. Јас во животот сум доживеала да живеам во стан кој што е пентхаус и да го изгубам тој стан. Да останам на улица. Значи имам доживеано секакви екстреми, јас знам како е да немаш леп дома, да треба да јадеш палачинки 2 дена, пошто немаш, пошто треба да плаќаш други работи. Знам како е да добиеш 5 математика и мајка ми да ме однесе еве ти во Виктор Шевиньон, бирај. Тој што знае што е Виктор Шевиньон, што знае подалеку од Геси, од Луи Витон фейкови, знае што е Виктор Шевиньон. Значи јас сум живеела и така и така. Сум научила од моите родители дека треба да имаш кауза. Тоа ме научиле. Затоа се они за мене херои. Заради тоа што тоа е единствено моје чувство во себе. Знаеш како мене борбата во општество ме прави да се чувствувам многу прљаво. Цел време имам, секој ден имам потреба да се исчистам од нешто. Од негативна енергија да се исчистам, од цуењето што го правам у кола дор возам во сообраќајов. Да се исчистам од гнев за некои работи што мене повредиле. Од се нешто ја да се чистам. Единствено нешто што мене ме држи самоуверена како личност, ми дава надеж дека имам со себе со што да располагам, е тоа чувство на кауза што го имам. Би сакала да направиш нешто за да останеш овде? Апсолутно. Јас тука сакам да бидам. Тука сакам на овие сцени да играм. За овој народ да играм сакам. Сакав ја некојаш, ама многу се сменија работите у последно време. Не знам, замина муабетов на милион полења и ми се отворија многу теми у глава. Ќе треба да привршуваме набрзо, ама Стварно дојде време. Да, па глед. Ама моментот дека се отворија муабети кои што понатаму ќе бидат дискутирани е вистина, зашто мојата желба, имам многу интервјуа кај што сум викала дека сакам да останам овде, зашто овде ми е семејството, овде ми се моите блиски, сакам еден ден да покажам, да кажам со овој сум седела у клуб, а овој ми бил партнер за матура, ова е мојот круг. Ама више не е до момент на не е до моментот на образование, туку до моментот на ова е преживување овде. Ти си утето од секој ден, ја требаше да идам личен документ да извадам. Не е до моментот дали населението останало у некоја година, више е морбидно. Борба кој ќе преживее. Значи страшно е, више се стига до момент на левел на Индија, од сообраќај до хигиена, до стандард на живот, кај што више се викаш, ја стварно моето дете не сакам да види таква средина. Сакам да го цитирам еден мој професор од катедрата на турски јазик и книжевност, почитуваниот професор доктор Октай Ахмет, пошто и приватно сме пријатели сега веќе и многу голема поддршка ми е во животот за некои работи што ги правам од далеку. Имаше многу добра мисла споделено, вика на повеќето луѓе тука име некоја најголема гордост во животот дека направиле деца. Вика во најназадните држави во светот луѓето прават деца и поголем број од вас. И тие се поостварени од вас. Со таа мисла он раскажа... Да. Мислам дека кажа все. Кај сме ние со нашата визија за создавање. А зошто е толку битно нешто да се создава, да произлегува од секоја индивидуа? Битно е заради тоа што општеството така се гради. Така се прави да немаш ти ископани улици, така се прави да личи убаво градот, така се прави да се развива технологијата, така се прави да се развива културата. Ако секоја индивидуа вади нешто од себе лично.
Пак се малце враќа да правиш моментот. вон преживувањето нешто. Па се Малце враќа да се тргнеш моментот од кафане, на од почеток. коцкарница, ти ќе постигнеш нешто, ама малце излези. Ма Ја треба не да ти се викам биди пронајдеш како себе. мене. Да. Биди тоа што си, ама се жали народ дека нема време што ги окупира сите кафани и коцкарници. Има, секој има слободно време, Че само збориме начинот и секој има став, за мајнд, и финансиски средства. Јас знам многу луѓе кои што се жалат дека немат пари и оставаат богатството што моите го даваат на шетање. Па еве во ова го конти даваат. како се изнавложија сите, што све изнаслушавме. Значи имаш ресурси. Да. Има само принципите и приоритетите. Многу ми е драго што беше дел од ова патешествие, пошто ова стварно не беше подкаст, ова беше, не знам, ретроспектива на многу моменти во животов, пошто како што збореше, само ми се враќаја некои слики, некои примери. Ете, некоја сила те прати, тука и мене ме прати со тебе. Да, да, се гледам, знаеш, као ја у некоја постара верзија, или можда... Така да, драго ми е што беше дел од ова, доколку има прилика и доколку понатаму останам да снимам или да правам некој проект, или имам можност да имаме подкаст кој што нема да има лимитирано време, па така ќе може да трае колку што имаме теми за зборење, има многу, сигурно ќе бидеш приоритет во гостите кои што би ги викнала, така да, драго ми е, се надевам ја дека ќе имам многу повеќе да кажам тогаш. Конкретни и корисни нешта за луѓето. И убави работи. Се надевам дека до тога и работите ќе се сменат. Ова сум го кажала 100 пати, ама стварно имам некоја надеж. Може ова е последната Како нема надеж. да се сменат? Ќе се сменат. Леле колку надеж има. Ние сме тука, како нема да се сменат? Искрено може да ти кажам само уште ова, мислам дека од кога влегов у Кабарево ги запознав барем почетната фаза на луѓето за кои што сум сонувала дека еден ден ќе ги запознавам. Сите, значи се што сум мислела, се надевам дека ова и сега тераме. Да, се надевам дека ова постои некаде, еве постои. И сите финеси кои што ги барам на луѓето кои што се таму сигурно постојат у некој друг и у некој трет, и ова е само еден почеток и еден чекор кон мојата идеална иднина и мојот идеален свет кој што се го градам. Така да фала што си дел од него. Да. Фала на сите што гледавте до овде. Јас сум Михаела Трајковска, вие гледавте подкаст за се. Се гледаме во некоја следна епизода.